За последниот разговор во студио за денеска веќе ви најавивме што гледаме, односно на која тема зборуваме во истиот. Рековме 6 април се одбележува како меѓународен ден на спортот за развој и мир. Нашиот гостин убаво ни даде информација дека утре се одбележува, односно 7 април е меѓународниот ден на здравјето. Па вака фино во една колизија ќе позборуваме за физичките активности, за спортот, посебно кај младите, колку влијае тој врз нивниот развој, колку системски е решен, односно колку доволно се посветува внимание на оваа тема, се со цел добро здравје и просперитет се разбира на. Па ќе почнеме од најмладата генерација, меѓутоа ова важи за сите. Добре дојде и добро утро се разбира нашиот гостин Мартин Андоновски, професор на факултетот за физичко образование, спорт и здравје, по конкретно асистент на предметот теорија и методика на спортска рекреација. Значи, ова е ептен одговара на нашата тема. Така, добро утро и добро утро на вас и благодарам на поканата и што дојдете вака време за промоција на спортот и на физичката активност. Ќе почнеме прво што представува меѓународниот ден на спортот за развој и мир и зошто е важен да се одбележи. Вака, меѓународниот ден на спортот за развој и мир е за прв пат започнал од 2013 година од страна на Обединетите нации со цел дека спортот е нешто што ја истакнува еднаквоста, мирот, толеранцијата, социјалната инклузија со цел здрав и активен живот. На некој начин промоција за сето за здравиот и активниот начин на живот. Кога зборуваме за децата, непосредно и пред да го започнеме официјално нашиот разговор тука во студио, помуабетивме околу тоа дека можеби порано повозрастните генерации немале навика од мали ноза да почнуваат со спортски активности, меѓутоа сега пак иако децата одат и посетуваат различни спортови и физички активни се, сепак имаме и зголемен број на гојазни деца, не само во Македонија, туку и генерално во светот, така што кога зборуваме за децата, колку е важен спортот, но и физичката активност за целотно правилен раст и развој. Така, ви благодарам прашањето. Вака во однос на тоа ако направиме корелација како било порано, а како е сега, тоа што го напоменавте дека времето поминато пред екраните, навистина ја зголемува преваленцата од дебелина кај децата, меѓутоа со самото тоа се намалува физичката активност. Точно дека се отвараат и навистина е позитивно тоа што се отвараат и многу спортски клубови, навистина децата веќе уште многу мала возраст спортуваат и се занимаваат со спорт, меѓутоа сепак мислам дека времето, слободното време повеќе го поминуваат пред екраните и тоа е исто во однос на лошата исхрана. Така да тие се некои фактори кои што навистина влијаат. Значи, лошата исхрана, централното време поминато пред екраните, користење на мобилни телефони со навистина содржина која што и не треба да имаат на таа возраст, придонесуваат за оваа бројка, односно за зголемувањето на дебелината. Има ли степенување кога веќе почнавме со спортовите? Кои се подобри спортови? Значи има разлика кои влијаат се разбира на нивниот, нели? Така. Знаете, секој спорт на некој начин подобрува различни, ќе кажам, моторни вештини. Меѓутоа, за некој дете започне со некаков спорт, мислам дека тоа пред се треба да е индивидуален пристап, бидејќи не секој дете и во однос на возраста е биолошко зрело да започне со структурирана физичка активност или спорт. Пред се тоа да треба да биде разновидност, значи да проба повеќе спортови да понатаму самото дете се пронајде некаде. Така да сите спортови се позитивни на свој начин, имаат позитивни ефекти, меѓутоа тука повеќе би се заражал на важноста на физичката активност во слободното време. Спортот е едно, меѓутоа колку они секојдневно се физички активни и во училиштата, и во слободното време, и во училишните дворови, и во средината која што живеат. Тука се разбира и психолошкиот развој, тука се социјалните активности и вештини кои придонесуваат. Така. За менталното здравје. Така, во однос на психолошките бенефити, навистина постојат истражувања каде што редовната физичка активност влијае позитивно во однос на когнитивните способности, како меморија, фокус, концентрација, самодовербата. Исто така, во однос на социјалните бенефити, секако се тука преку спортот и физичката активност или играта пред се, во однос на развој на социјалните вештини, почитање еден со друг, почитувањето на правилата на игра, бидејќи да ги почитуваме правилата на игра, понатаму децата ќе биде многу полесно нели во животот, бидејќи знаеме дека правилата постојат секаде и навистина треба да се почитуваат. Така да тие некои работи кои што се навистина важни за да децата започнат односно редовно се занимаваат со физичка активност, а понатаму и да се насочат кон некој спорт, доколку они тоа го сакаат, имаат некои предиспозиции.
Која е идеалната возраст за едно дете да почне со одреден спорт? Споминавте и вие дека вообичаено децата сакаат да пробуваат различни спортови со цел да се пронајдат. Колку и родителите некогаш грешат што форсираат да биде тоа одреден спорт кој што тие го замислират, фудбал, кошарка, а детето не се пронаоѓа во тоа, така што наместо бенефити дали има примери кои што се неуспешни на некој начин? Вака, во однос на возраста, кога стана збор за спорт, значи постојат различни поделби истражувања кога е најдобро време да се започне со спорт конкретно. Меѓутоа некаде повторно тоа некој индивидуален пристап треба да гледаме како детето се развива, прво дали сака. Значи ние колку како родители да имаме желба нашето дете да партиципира во некој спорт, сепак мора да видиме неговата желба. Тоа како ќе го направиме? Ќе го направиме со личен пример. Родителот заедно со собственото дете во почетоците, нели, во неговиот раст треба да применува редовна физичка активност заедно со своето дете и да биде личен пример за него. Понатаму детето ако пробуди некоја желба за спорт, да го запишеме, меѓутоа да не биде тоа со притисок, да не биде тоа дека мора, едноставно да проба доколку него сака тој спорт може да смени друг спорт, значи се со цел да на тој начин и развива различни моторни вештини од секој спорт. Во однос на возраста некаде од 7-та година до 10-та е некако време каде што може да се запише, мислам да партиципира во некаков спорт. Гледам дека и спортските клубови на таа возраст и на некој начин примаат деца за да се запишат. Веќе под таа возраст секако гледам дека се отвараат и многу кај нас училишта за моторички развој. Дури од предшколска возраст, некаде од 4-та година до 5-та, 6-та година, со цел за развој на основните фундаментални вештини. Така да секако тука се остава малце индивидуален простор, желбата на детето, меѓутоа и со позитивен пример од страна на родителот и средината. Со оглед на да ви ни доаѓате од образовна институција, еве колку генерално кај нас образовниот систем им овозможува, односно го поттикнува тој физички развој, физички активности, спорт кај учениците? Во однос на дали се уште на физичко имаат математика? Не, мислам дека тоа е веќе сменето, бидејќи веќе од прво до пето одделение пред неколку години значи наши дипломирани студенти веќе може да се вработат. Тоа е тандем настава, каде што заедно со одделенскиот наставник и наставникот по физичко се одржува таа настава, што прво не беше случај, од прво до пето немаше наставник по физичко образование, така да сега морам да кажам позитивни работи во однос на тоа дека навистина и во училиштата се зголемен бројот на часови по физичко, меѓутоа и во однос на наставни активности за деца, бидејќи тој момент мислам дека е многу важен. Едно е наставата во училиштата и знаеме колку временски децата имаат време или да се пресовлечат, да дојдат на часот, па повторно идат на друга настава, така да времето е скратено, така до 45 минути, некој си половина час е веројатно активноста вкупна која што тие имаат. Затоа во наставните активности се многу важни. Значи по завршување на самата настава, децата да останат во училиште, да имаат спортско-рекреативни содржини, самите дворови исто треба да бидат адаптирани за тоа. Значи децата да ги привлечеме да бидат физички активни, а на некој начин да се намали седентарното време или времето поминато покрај екраните. Симонова рече, некако во наше време се трудевме да се избегне часот по физичко, иако имавме, се сеќавам во моје време, рекреативна настава, некако така се називаше практично, на големиот одмор некои активности, односно вежби за разгибавање во тој момент. Меѓутоа, во секој случај, се гледаше на секој можен начин часот по физичко да се скокне. Знаете како ние и на нашите студенти им пренесуваме дека мораме да видиме во тренд со она што се случува. Да видиме и потребата од тие деца да малку и се променат, секако и наставната програма се менува, се адаптира во однос и на возраста, и на новите генерации. Не можеме да идеме со исти наставни програми како што тоа било порано, значи се е сменето. За жал децата имаат многу, поради користење на електронски тури, многу мала концентрација за време на самата настава и мора самиот наставник да биде повеќе иновативен и со различни игри, интеракција, интеракција по нив за сака промена. Така, значи ние се трудиме, значи како факултет навистина даваме свој максимум во однос на таа едукација што ја правиме према студентите, да наоѓаат секакви алатки во однос на наставата по физичко со цел да се задржи вниманието, дури кај оние деца кои што не прикажуваат интерес кон одредена физичка активност, да се потрудиме да најдеме дали во меѓусебен разговор со нив и да видиме што ги интересира, па да пробаме во тој правец да ги движиме. Може да се направи промена? Може, например, дете да еве
се смени да покаже конкретно кон некој спорт кој немал вакво. Имате некои такви искуства? Имаме примери на деца кои што навистина може во почетоците бил срамежливо повлечено и така на тоа, меѓутоа тој предноста на физичката активност, па ќе кажем и играта пред се. Играта, редовната физичка активност, па натаму спортот. Бидејќи во самата игра на некој начин, нели, се социализираат меѓу себе, се дружат, се развива самодовербата. Така, значи секој дете има некаква физичка активност која што сака да ја прави. И мислам дека доколку постои такво дете кое што има некаква одбивност, прво треба разговор, да се види зашто е тоа така и на некој начин да заеднички заедно со родителот, наставникот, училиштето да се види каде е проблемот. А веројатно тука и почнува од самодовербата со оглед на тоа дека секој нели појде во тоа дека не е доволно добар или нема да го изведе тоа како што треба, па веројатно од срам. Точно. Го покажува тој отпор. Тоа го кажав и претходно, веќе наставата по физичко треба да се развива во контекст на тоа да сите деца можат да го направат тоа. Да нема некои деца кои што не може да го направат тоа, значи да се потруди дури некој дете иако е моторички не е толку добро, да му се даде можеби вежби со цел да го подобри тој нели сегмент кој што му недостасува или слично. Меѓутоа, затоа е важна поддршката и на таа возраст кога збориме за спортот, многу е важно, иако кај нас се надам дека ќе се случи таа промена, дека не е важно резултатот, барем кај оние деца кои што се во почетоците на спортот, бидејќи тука се создаваат некои навики, резултатот е секогаш на второ место. Понатаму да, кога стана збор за врвен спорт, меѓутоа кога стана збор за детскиот спорт, тука треба многу внимателни да бидеме, баш и ова што го кажавте вие, многу деца се разочаруваат после одредено бавење со некој спорт, бидејќи можеби не се доволно компетентни за тој спорт, меѓутоа затоа стручните луѓе, тренерите, наставниците треба да го проценат тоа и да се потрудат колку што е можно да го надоградат. Професор, ги споменавте трендовите и би рекла дека социјалните мрежи можеби помагаат во менување на свеста и кај родителите и кај децата, генерално како општество, дека физичката активност е клучна за здрав начин на живот. Меѓутоа, исто така има притисок од аспект на тоа дека често гледаме различни содржини, дека одреден спорт или физичка активност не е добра за одредена возраст кај децата, особено за боричките спортови има предрасуди дека можеби нема доволно да се развијат физички децата, така што кои се најголемите заблуди кои што веројатно родителите ги имаат стекнато токму поради тие социјални мрежи и коментари кои што често доаѓаат и од нестручни луѓе. Точно. Вака, значи секогаш тоа што го кажувате има навистина информации кои што доаѓаат од луѓе кои што се нели нестручни или се делумно стручни и слично. И само нивниот пример е таков. Така, точно. Значи генерално спортот ако е добро структуриран и ако е интензитетот онака како што треба да биде за деца, наменет. Значи ниту еден спорт нема да предизвика негативни последици. Меѓутоа пак ќе кажам стручниот тим, луѓето кои што работат со сето тоа. Можеби да спекна тоа за правилен раст и развој почетоците, можеби тоа треба да е прво со пливање, гимнастика, атлетика, тие се некои фундаментални вештини кои што детето треба нели постепено да ги развива за да понатаму доаѓаат и колективните спортови, манипулативните со топка и слично, така да навистина тука тоа мислам дека не постои грешен спорт, постои само може погрешно водење на децата низ тој процес. Кој е минимумот за едно дете за физичка активност, за движење на дневна база? Па вака, во однос на Светска здравствена организација, просечното време кој што детето треба да биде активно е 60 минути, од умерена до високо интензивна физичка активност во текот на денот. Тоа значи дека покрај што се мисли умерено, пешачење, возење велосипед и слично, доека интензивна е каде што детето ќе почувствува замор, ќе се задиши, ќе дојде до потење и слично, така да тоа е многу важно, тој интензитет што го збориме цело време, да децата го постигнат во текот на денот. Околу 60 минути, тоа може биде 30 на минути во училиште, доколку имаат денеска 1 час, во слободното време исто уште 1 час и така натаму, значи веќе ќе ги постигнат тие препораки. И важно е да се намали времето пред екраните. Значи препораките се кај деца до 2 години, значи да нема изложеност пред екраните. Од 5-та година до 17-та некаде, значи просечното време да не надминува повеќе од 2 часа до 17-та. Да не помина повеќе од 2 часа пред екраните. И таа содржина која што децата ќе ја имаат, нели,
достапна, да биде соодветна за нивната возраст. Значи не е забрането, меѓутоа да биде соодветна и да биде можеби ограничена во контекст на содржините кои што треба или не треба да ги... Што не е така. Што не е така. Што е добро за поздравување дека еве конкретно неколку веќе држави ограничи, односно го ограничија пристапот на деца до 16 години до социјални медиуми. Гледам дека некои повторно ги враќаат, меѓутоа сепак има најави на повеќе иницијатива, односно од повеќе држави на ограничување на користењето. Во однос на тоа што го кажувате, голема, мислам, позитивно е тоа што и училиштата веќе наши пробуваат да го ограничат користењето на телефоните, зборам за време на часовите. Да. Значи децата ги оставаат, мислам од оној пример кој што јас и лично го имам видено, ги оставаат на страна, додека трае наставата, па потоа си ги подигнуваат. Така да и тоа на некој начин позитивно, се со цел да барем на часовите бидат сконцентрирани, фокусирани на тоа што се работи. Потенциравте дека на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје навистина се посветува внимание на новите кадри, идните наставни кадри да идат чекор напред со се она што се случува и да се прилагодуваат на секојдневието на овие нови деца и генерации. Меѓутоа, ете, накратко, само пред да го заокружиме разговорот, колкав е интересот од младите, идните академици, токму за вашиот факултет? Па вака, јас морам да се пофалам со фактот дека секоја година бројот на студенти се зголемува. Значи, така да тоа е нешто што навистина претпоставам дека и тој тренд ќе трае во иднина, веќе навистина редовната физичка активност е навистина значена, не само за децата и за возрастната популација, така да се надам дека тој тренд ќе продолжи. Студентите кои што се запишуваат се навистина, значи пред се го сакаат, нели, сакаат физичката активност, сакаат да работат понатаму и со деца и во однос на фитнес центри, значи во слободното време да бидат некои промотори на физичката активност, така да во секој случај и ние како факултет и студентите се трудиме да овие работи кои што се нели негативни да пробаме преку едукација, преку позитивни примери да ги подобриме. Еве сега веќе го насочуваме муабетот во тоа. Накратко, што значи вашиот предмет теорија и методика на спортска рекреација? Така, значи теорија и методика на спортска рекреација навистина опфаќа многу активности, меѓутоа не се насочени во однос на некаков спорт структуриран, тука е повеќе во однос на рекреативното здраво вежбање. Значи од да кажам од раѓањето па се до длабоката старост, значи навистина тука опфаќаме многу активности со деца, адолесценти, возрасти, лица од третата доба. Значи се што можеме ние како имни наставници по физичко, тоа го пренесуваме на студентите, се што они можат да прават и на кој начин тоа може да го пренесат према тие лица, меѓутоа се во контекст на спортска рекреација, активен живот и тоа се активности и што повеќе активности промовираме во природа, на отворено. Една од нашите идеи на тој предмет, значи да биде да се развива во тој правец. И само накратко, која има клучната улога, родителите или училиштето? Вака, во почетокот, секако родителот е тој прв пример кој што треба да го даде на собственото дете, дали тоа станува збор, сега конкретно збориме за физичката активност, дали збориме за здравиот начин на исхрана, за однесувањето, значи родителот е првиот, него собствен пример кој што тоа треба да го гради, меѓутоа понатаму секако и училиштата, наставниот кадар, бидејќи веќе од прво одделение децата скоро половина од денот го поминуваат во училиште. Така да навистина важна улога има и наставникот со повторно своји лични примери, насоки, соработка со родителот, значи самата институционална поддршка во однос на услови во училиштата да имаат секаде барем еднакви. Точно. Професор Андоновски, јас ви благодарам. Јас се надевам дека ќе оствариме практично една ваква соработка за мотивација. Ова беше еден убав инспиративен разговор, се разбира и за родителите и за децата. Важно е да се зборува, и вие рековте, на оваа тема, се разбира да се мотивираат младите и да се надмине тој проблем што иако веќе е длабоко вкоренат, односно и таа процесирана исхрана, и неактивности, и социјални медиуми, меѓутоа веројатно ќе се најде некое чаре, односно некое решение практично. Би рекол, веќе ова е проблем. Ова е сериозен проблем. Ви благодариме на гостувањето. На вас на поканата. Благодариме за издвоеното време.